Бранко Радоњик, родена на 2.9.1950 година во Голема Слатина, во близина на Приштина, како средно дете во работничко семејство. Со родителите неговите браќа во 1956 година се сели во Крушевац, каде што завршува основно училиште. Средно војно воздухопловно училиште завршува во Кралево. По завршување на средното училиште добива работа на војниот аеродром во Словенија во контрола на лет, каде што живее и работи до 1979 година. Во 1973 година склопува брак со девојка од Крушевац Мирјана и во период од 1974 до 1977 година добива две деца, кирката Маја и синот Марко. Во тоа време, во Загреб, стручно се усовршува и завршува висока школа со организација на трудот. Во 1979 година добива работа во Министерство за надворешни работи и се сели во Белград, додека семејството и понатака живее во Словенија. Во 1980 година добива работа во Крушевац како инспектор за труд и семејството се сели за Крушевац, каде потоа сите живеат заедно. По завршувањето на факултет за заштита на трудот во Ниш, добива понуда од тогашниот директор на хемиската индустрија Жупа, за да оформи служба за заштита на трудот и да ја напреди заштитата на работа во хемиската индустрија. Со задоволство го прифаќа таквиот предизвик, не од материјални причини, туку повеќе од професионални, затоа што тоа го видел како прилика да даде допринос за службата на кој го посвети целиот професионален труд. По работата во хемиската индустрија Жупа и покрај пензионирањето, продолжил да работи во струката преку соработката со Техпро Белград. Господин Бранко имав чест да го запознам во 2003 година, за време на состанок во земјоделското друштво Жупа во Крушевац. За време на состанокот, нашиот разговор не однесе на тема која што беше во насока на функционирање на земјоделското друштво Техпро, идеја за иднина и понатамошно развивање на безбедност и здравето при работа во земја, која што поминува низ транзиционен период во тој момент. 2 години по нивниот прв состанок, господин Бранко одлучува да се стекне со постојан работен однос во компанијата Техпро, како стручно лице и своето долгогодишно работно искуство го става на располагање на младите луѓе кои доаѓаа. По доаѓањето во земјоделското друштво Техпро станува раководител во Крушевац и останува до последен ден. Своето знаење и работно искуство го пренесува во подготовки и спроведување на многубројни курсеви и семинари кои земјоделското друштво Техпро ги организираше во текот на годините. Иако во тој момент изгледаше преамбициозно, Бранко тоа го свати како предизвик и храбро крена кон целта која што ја зацртавме. Резултатите во неговата работа кои ги оствари во текот на годините поминати во компанијата Техпро се подлога за колегите кои треба да продолжат со работа на воспоставени темели кои господин Бранко ги постави. Неговиот избор да премине од државен систем во земјоделско друштво во развој беше храбра одлука, вредна за почит. Истакна Зоран Шукало. Бранко Радоњик беше член и подпредседател на Сојузот за безбедност при работа на Југославија и член на редакцијата на неколку стручни списања. Заменик председател на Српското здружение за безбедност и здравје при работа. Драгослав Томовик, председател на Српското здружение за безбедност и здравје при работа, изјави: Бранко го паметиме како извонреден колега, како борбен професионалец во областа на безбедност и здравјето при работа, но и како добар човек. Заштитата при работа го окупираше речиси 24 часа, затоа што не беше само негов интерес, туку и негова филозофија за животот. Вистина, со нежност Бранко се занимаваше со својот бизнис. Тој никогаш не го крена гласот, не понижуваше, не навредуваше. Знаеше со последната атомска сила да го брани својот став, но и да му даде на соговорникот рака, искрено да му честита кога ќе се покаже дека е во права. Бранко Радоњик беше човек кој не дозволуваше да го прегази времето. Има објавено голем број на стручни и научни трудови во стручни списанија и тематски збирки. Неговите дела се изложени на неколку конференции и конгреси во земјата и во странство. Автор и коавтор на неколку публикации од областа на безбедноста и здравјето при работа, особено
Како да се спроведе безбедноста на работното место во компаниите, упатство за стручен испит за безбедност и здраве при работа, превентивни мерки во областа на безбедност и здравето при работа, практикум за проценка на ризик и управување со ризик на работното место и на работната средина. Денес, кога го нема, можеме да кажеме дека живееше за својата наука и работа. Беше човек кој секој момент од својот живот потполно го користеше за сопствен раст и развој. Почивај во мир, драг колега. Твоите заложби во напредувањето на безбедност и здравето при работа остануваат вечни.